Време за дневникот на К1. Економија, инфраструктура, култура и во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најактуелните настани кои се случуваат во Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Ова се настаните на денот. Останете со нас. Јавен повик за продажба на парцели. Езерото Младост, место за развој на туризмот во Велешко. Завршија градежните работи на делницата Западен булевар во Кавадарци. Денес и утре велас во знакот на Рацин. Започнаа 54-тите Рацинови средби. Езерото Младост и понатаму останува најатрактивната локација за рекреација на велешани. Од локалната самоуправа најавуваат дека и понатаму ќе реализираат проекти со кои ќе се подобрат условите за рекреација, но најавуваат и објавување на јавен повик за продажба на парцели за изградба на викенд куќи и хотели. На езерото Младост, општина Велес преку јавен повик во наредниот период ќе ги продава преостанатите 6 парцели за градба на викенд куќи и 2 за изградба на хотели, вели во изјава за медиумите градоначалникот Славчо Чадиев. Покрај интензивната градба на индивидуалните викенд куќи, градоначалникот Чадиев очекува наскоро тука да започнат и градежните работи на плацевите кои што општината ги продаде со намена за градба на хотели. Ги дадовме се потребни документи за еден хотел што ќе се гради и за уште еден мотел дадовме потребни документи, значи дозвола за градба се извади. Очекуваме согласно пропишаните правила да почнат многу скоро со градежни активности, додека ние како локална самоуправа завршивме дел од инфраструктурата, тоа значи канализација и водовод. Водовод се комплетно завршени. Општината и во наредниот период ќе работи на подобрување на условите за престој на овој локалитет. Во исчекување сме, вели Чадиев, за одобрување на проект вреден 900.000 евра, кој ќе се реализира преку Светска банка. Првиот чекор, значи пред квалификациите, ајде да кажеме, се прифанати на општина Велес, тоа значи целосно средување на паркинг просториите, целосно средување на крајбрежјето на езерото Младост во сегмент на осветлување, во сегмент на водовод, поставување до целата патека, она што го заокружuje езерото Младост, средување на сите паркинг простори, освежувањето на пристапните патишта до мотелите, до што ќе се градат во идниот период, значи вреден грант кој е негде повеќе од 900.000 евра. Ние се надеваме дека ќе успееме и поминеме, за сега ги миневме двете фази на квалификација, се надеваме дека ќе продолжиме успешно понатаму, целосно осветлување. Езерото Младост и сега е место каде велешани најмногу рекреираат. Расте бројот и на транзитни туристи. За општина Велес, тоа е главниот потенцијал за развој на туризмот. Заврши асфалтирањето на делницата Западен булевар во должина од 440 метри. Финансиски овој потек чинеше околу 20 милиони денари. Со овој зафат Кавадарци доби влез каков што доликува на град со интензивен сообраќај. Ова беше уште едно реализирано ветување од страна на локалната самоуправа. На задоволство на сите учесници во сообраќајот, влезот од западната страна на градот доби нов лик. Интензивните градежни активности завршија неодамна, со што сега Кавадарци доби влез каков што доликува за град со фреквентен сообраќај. Со овој зафат се реализираше уште едно ветување дадено од страна на локалната власт. Проектот само овој дел од околу 400 метри од Западен булевар изнесува некаде над 200.000 евра. На тендерот имаме малку поголем износ, меѓутоа нели со јавната набавка падна овој износ од 250 на нешто над 200.000 евра. Меѓутоа ние истовремено вршевме и експроприација на другиот дел, оној дел кој што е во кон Дрекселмајер, односно кон Росоман. Улицата Западен булевар се реконструираше на потекот од новиот кружен тек кај основното училиште Гоце Делчев до спојот на заобиколницата Кавадарци, односно со Северен булевар. Оваа делница се реализираше како булеварско решение на влезот во градот, односно се трасираше коловоз со 4 ленти, секоја широка по 3 метри, како и тротоар за пешаците од двете страни на булеварот. Се вкупно до сега имаме околу 20 милиона денари истрошено на овој потек, со тоа што кажав дека околу 12 милиона и нешто, околу 13 милиона потрошивме за
овој дел кој што сега се асфалтира, а другиот дел до 20 милиона го потрошивме за експроприација, кој што ја привршуваме комплетно за овој дел, меѓутоа ја продолжуваме и во натамошниот дел на Западен булевар. Панов рече дека неговата идеја е доколку бидат повлечени финансиите од Светска банка да се започне со реконструкција и на Северен булевар, на кој што поради преголемата оптеретеност на товарни возила кои што транзитираат на овој пат, истиот е буквално руиниран и разрушен. Идејата со инженерскиот тим е да пристапиме тука кон комплетна реконструкција, значи да се извади комплетно асфалтот кој што го има имплементирано и да се поработи повеќе на подлогата, да ја добие таа цврстина и да етапно во фази, значи до Никола Минчев, па потоа до Орце Николов и последна фаза од Орце Николов, односно од мостот до горе до улица Шишка, да во 3 фази се комплетно квалитетно реконструира. Панов најави дека во наредниот период ќе биде реконструирана и следната делница во должина од 400 метри кон фабриката Дрекселмаер. Интензивно се подготвува индустријската зона Неготино. Според надлежните, ова представува официјален старт на градежните работи во индустријската зона, која е сместена во близина на Црвени брегови. Во индустријската зона Неготино веќе неколку дена лесна механизација работи на расчистување на просторот. Според надлежните, ова представува официјален старт на градежните работи во индустријската зона, која е сместена во близина на Црвени брегови. Штом завршат овие градежни активности, инвеститорот најавува интензивирање на активностите и воведување во работа на тешка механизација. Индустријската зона Неготино се протега на простор од околу 25 хектари. На јавно надавање беа продадени сите 17 парцели. Во оваа зона дозволено е изградба на индустријски објекти, во кои ќе се развива лесна незагадувачка индустрија. По 54-ти пат Велес и Македонија му се поклонуваат на големиот Коста Солев Рацин. Гранчарството не откинлив дел од Рацин, па затоа и овие средби започнуваат со изложба на гранчарски дела, насловена како Гранчарски средби Велес 2017. Промотор на настанот е Сдруженијето на граѓани Разбој. Беседата за Рацин и годинава ќе се одржи на спомен костурницата, вечното почивалиште на поетот и револуционер Коста Солев Рацин. Во негова чест припадници на армијата на Република Македонија од Велешкиот гарнизон ќе одекнат со плотон и ќе му одадат почесна стража на поетот и борец, еден од најпознатите македонски поети во светот со неговата стихозбирка Бели мугри, отпечатена во Самобор, Хрватска во 1939 година. Свеченото отворење на 54-тите Рацинови средби е во 21:30 часот во новиот театар. На програмата е уметничкиот перформанс Азбучарење по Рацин, а ќе се одржи поетски митинг. На свеченоста ќе бидат врачени и наградите Антологија на булката на Митко Апостолов и Напиши љубов во 140 карактери на Марица Тренчева од Кавадарци. Рациновите средби продолжуваат и утре. Според програмата во 11 часот на малата сцена во театарот ќе се одржи промоција на стихозбирката наградена со Антологија на булката, а веднаш потоа е настапот на учесниците на рецитаторскиот конкурс, за да во 21:30 часот со уметничкиот перформанс Азбучарење по Рацин и доделување на Рациновото и почесно Рациново признание завршат годинишните 54 Рацинови средби. Оваа меѓународна манифестација која го слави ликот и делото на поетот и револуционер Коста Солев Рацин е една од најстарите културни манифестации во Македонија. За околу 270.000 ученици, од кои 188.000 основци и 80.000 средношколци, денеска е последниот училишен ден од учебната 2016-2017 година. Полуматурантите овој месец ќе се запишуваат во средните училишта. Првото пријавување и запишување во јунскиот уписен рок е на 28 и 29 јуни. Матурантите пак утре 10 јуни ќе полагаат тест по странски јазик. Училишното звонче оваа учебна година денеска за последен пат ќе се огласи. Завршува учебната 2016-2017 година. Останува матурантите да ја дополагаат матурата
и на крајот од овој месец полуматурантите да ги пополнат своите апликации и да ги поднесат во средните училишта или онаму каде што планираат да го продолжат своето образование. Овој училишен распуст, како што велат луѓето инволвирани во образовниот процес, ќе биде неизвестен за средношколците, но и за професорите, кога станува збор за наставната програма. Новата министерка за образование Рената Тернеска-Десковска најави укинување на програмата по Кембридж, додека премиерот Зоран Заев вели дека по тоа прашање ќе се отворила дебата, од која ќе зависела и конечната одлука. Анализираме правната рамка, да создадеме, да на некој начин да го суспендираме почнувањето на Кембриджот во средните училишта. Се надевам дека ќе најдеме поддршка и на другите институции кои што ќе бидат вклучени во процесот со цел побрзо и поефикасно тоа да го направиме. Самиот модел некаде дал резултати, некаде не е компатибилен со досегашниот образовен процес. Ние не ги укинавме досегашните програми, на постојните програми само ја наметнавме, оваа Кембридж програма, која што постои. Затоа треба да отвориме овде дебатата, за да бидеме на чисто. Кога станува збор за образовниот процес, новата влада веќе го укина екстерното тестирање. Социјалната сторија за малиот Васко од Струмица, која вчера ги преплави социјалните мрежи, го сврте вниманието на јавноста и ги поттикна хуманите граѓани од цела Македонија да се вклучат во акцијата за помош. Нашите колеги од регионалната телевизија Телеканал А1 беа во домот на семејството Тасев. Ја пренесуваме сторијата на нашата колешка Родне Деоска, снимател и монтажа Борче Пијаманов. Кога судбината ќе си поигра со едно семејство, децата се најголемите жртви. Така и во случајот на Васко Тасев, 15-годишно момче од Струмица кој моментално ја има најголемата потреба од помош, како од хуманите граѓани, така и од институциите. Васко е третото и најмало дете од семејството Тасеви. Единственото кое поради сплет на околности приморано е да питачи низ градот за после неколку години да заврши во домот за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај во Скопје, каде поминува 2 години. Пред 8 месеци неговиот татко успева да го земе кај себе, но бидејќи тој моментално е без работа и во многу тешка финансиска состојба, не е во можност да му ги овозможи најосновните потреби. Тоа што е имал од храна, облека, минимално, сега за сега, а најповеќе па работа да има, още подобро ќе биде. Јас да се запослам, минимално, за да можам јас да го подигнам него. Струмичани младото дете честопати го среќаваа како прости низ градот. Токму во таква ситуација за прв пат го запознала и Анета од Сдруженијето Љубезност, која заедно со својот сопруг први го објавија овој случај јавно и ја поклена иницијативата за помош на Васко и на неговиот татко. Сега тие се целосно посветени на неговата реинтеграција, а периодов додека ги чекаат потребните донации, работат со него секоја вечер и го подготвуваат за полагање испити и упис во средно училиште. Сега сакаш да продолжиш со школа? Да. Да се врати во тоа? Да, сакам. Сакаш да учиш? Да. Вежбаш сега, се подготвуваш за Да. школа? Вежбам секој ден. Што имаш желба да станеш кога ќе пораснеш? Школу да си завршим и после да си најдам работа, да работам. Автомеханичар. Приоритет е најпрво храна, потреби за храна. Друго што можам да истакнам е ако е можно да се плати долгот за струја. Имаат 4 заостанати сметки за електрична енергија од по 3000 денари, со што ќе се овозможи да им се приклучи електричната енергија. Понатаму имаат потреба за обновување на домот, значи да се обезбедат тие основни услови за живот на ова дете тука. Потребна му е помош и поддршка во развој на читањето и пишувањето. Јас се надевам дека ќе успееме до септември да го подготвиме за предизвиците на средното училиште. Откако сторијата за Васко вчера за прв пат се појави на социјалните мрежи, стотина граѓани ширум Македонија се јавиле за помош во секаква форма, но она што и волонтерите од Љубезност го истакнуваат е дека по обезбедувањето на основните услови за живот, најважно ќе биде таткото да најде достојна работа, а Васко да се врати повторно во образовниот процес и да продолжи со нормален живот.
Од 1 јули корисниците ќе добијат можност за уште пониски цени во роаминг. Цените во роаминг на 4 земји од Балканот, Република Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина ќе продолжат да паѓаат според договорот за постепено намалување на максималните цени што може да ги постават мобилните оператори. Потврда стигна и од Владица Тинтор, директор на Регулаторната агенција за електронски комуникации на Србија за време на 4-тиот собир на телекомуникацијските оператори. Интересно е што порасна и употребата на мобилен интернет и пренос на податоци во последните 2 години за 200%, што е извонреден резултат, истакнува Тинтор. Договорот беше подпишан во 2015 година на иницијатива на националните тела за регулација на телекомуникациите, меѓу кои и македонската АЕК. Во продолжение вести од Македонија. СДСМ да почне да работи на реализација на ветувањата што им ги даде на граѓаните. Најавите за дебати, уривањето на огради и укинувањето на програми нема да го подобрат стандардот на граѓаните, стои во денешното соопштение од ВМРО ДПМН. Тоа што Заев ќе урива оградата од владата или ќе укине програмата Кембридж нема да помогне на економски план каде вети 16.000 денари минимална и 30.000 денари просечна плата. Тоа што Заев сака да се спаси од одговорност за криминалот со покренување на постапка за смена на јавниот обвинител нема да им помогне на докторите да добијат плата од 100.000 денари, како што им беше ветено, се вели во соопштението. ВМРО ДПМН посочува дека граѓаните очекуваат реализација на проектите што ги ветиле, како поврат на 15% на ДДВ со кој граѓаните ќе добиеле 30.000 денари годишно приход. Повторувањето на грчките црвени линии не им значи ништо на граѓаните кои очекуваат СДС да обезбеди брз влез во ЕУ и НАТО, како што тоа ветија, без при тоа да се задира во идентитетските прашања или да се прават договори на штета на македонскиот народ. Граѓаните очекуваат нови 500 километри автопат, без при тоа СДС да измислува изговори за наводни застои за автопатите почнати од ВМРО ДПМН, кои се во крајна фаза на градба, се наведува во соопштението од ВМРО ДПМН испратено до медиумите. Во касарната Страшо Пинџур во Петровец денеска се одржа свеченост по повод денот на воздухопловната бригада. За членувањето во НАТО е еден од предизвиците кои стои пред сите нас, истакна министерката за одбрана Радмила Шекеринска на војната свеченост, истакнувајќи ги успешните мисии и вежби на воздухопловната бригада организирани од НАТО, како и учеството во мисијата на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина. Денес прославуваме и 25 години од првиот лет на воен воздухоплов, кој исто така за една држава како Република Македонија представува значаен јубилеј. Нашата цел е безбедна држава. Нашата цел е просперитетна држава која ќе знае дека не мора да се грижи за својата сигурност, за својата сувереност, за својата независност. Изминатиот период бил извршен ремонт на дел од хеликоптерите. Дел се во постапка на ремонта, ќе се продолжи со опремување на единицата со најсовремени борбени системи и опрема, информираше командантот на воздухопловната бригада Роберт Малезански, потсетувајќи на почетоците на бригадата пред 25 години, кога првпат полетале на територијата на Република Македонија. Денес свечено го одбележуваме денот на единицата, ден кога во 1992 година беше извршен првиот лет на македонскиот воен екипаж на военото воздухопловство на армијата. Оваа единица во изминатиот период поминуваше низ повеќе фази на својот развој. Зачетоците беа скромни, но вложениот труд, ентузијазмот и ресурсите во сите овие изминати 25 години направија на сите предизвици успешно да се одговори. Постоењето на воздухопловната бригада се темели врз одлуката на претседателот на Република Македонија од 10 април 1992 година, со која е формирана командата на воено воздухопловство и противвоздушната одбрана на армијата на Република Македонија, во чиј состав влезе авиацијска бригада со авиацијски, транспортен и борбен хеликоптерски сквадрон. Во 2005 година воздухопловната бригада се трансформираше во помала, покомпактна единица наречена воздухопловен винг, која фигурира до 2012 година, кога повторно се формира воздухопловна бригада во состав на Здружената оперативна команда.
Најмалку 17 цивили загинаа синоќа во воздушни напади на коалицијата предводена од САД во сирискиот град Рака и неговата периферија, соопшти Сирискиот центар за наблюдување на човековите права. Бројот на загинати може да се зголеми со оглед на тоа што има десетици ранети, прецизира директорот на центарот Рами Абдел Рахман. Коалицијата од арапски и курдски милиции води офанзива за превземање на Рака, бастион на групацијата Исламска држава со поддршка на силите предводени од САД. Во продолжение вести од светот. Резултатите од вчерашните предвремени парламентарни избори во Велика Британија, направени врз основа на анкетите и според излезноста на гласачите, покажуваат дека конзервативната партија на премиерот Тереза Меј останува и понатаму партија со најмногу пратеници во долниот дом на парламентот, но ќе го загуби до сегашното мнозинство. Заедничкото истражување на агенциите НОП, ИПОС и МОРИ, направено за трите главни телевизиски станици BBC, Sky и ITV, покажуваат дека конзервативците би освоиле 314 пратенички места или 17 помалку од досега, додека лабористичката партија би имала 266 пратеници, што е за 34 пратеници повеќе отколку на претходните избори во мај 2015 година. За апсолутна победа, што возможува самостојно формирање на новата британска влада, потребни се најмалку 326 пратеници во парламент со 650 пратенички места. Доколку ваквите предвидувања се покажат како точни, Британија нема да има силен парламент, како што тоа го бараше Тереза Меј, оправдувајќи го решението на предвремените парламентарни избори пред да почнат преговорите за Брекзит, што се оценува како силен удар врз престижот на Меј. Белгија, САД, Русија, Франција, Велика Британија, Канада, Австралија и Италија се земјите кон кои терористичката група на Исламската држава упати нови закани. Заканите се објавени на вообичаените канали на Исламската држава, па поради тоа нивната веродостојност не се става под сомнение. Белгиските служби за безбедност имале засилени контроли, јавуваат медиумите. Како резултат на постојаните закани, јавните места во Брисел веќе 2 години се под постојан полициски надзор. Во заедничко комунике Судиска Арабија, Египет, Обединетите Емирати и Бахрейн објавуваат имиња на 59 физички лица и 12 организации кои се финансирани од Катар, а се поврзани со тероризам. Агенцијата ДПА пренесува дека 4 земји посочуваат дека списокот е изготвен за поефикасна борба со тероризмот. На списокот имало имиња на бизнесмени, политичари и високо позиционирани членови на владеачката династија, пренесуваат британските медиуми. Француските медиуми пак пренесуваат дека Египет вчера побарал Обединетите нации да го истражат огромниот откуп што Катар и го платил на терористичка група поврзана со Исламската држава, за да ги ослободи членовите на кралското семејство кои биле заробани во Ирак. Денеска имаме променливо облачно време со најава за локални врнежи од дожд и грмежи, проследени со северен ветер. Температурата се движи во интервал од 18 до 29 степени. Во текот на денот облачноста се намалува, а веќе во утрешниот ден и во сабота времето ќе биде стабилно со благ пораст на дневната температура. Приодно на облачување со слаб дожд, но со засилен северен ветер и благ пад на дневната температура ќе има дури во недела. Со метеоинформациите го заокружуваме ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!